По многу години девалвација и понижување на факултетското образование и дипломи, владата одлучи да формира агенција за квалитет во високото образование. Ова значи директно признание дека на многу високошколски институции и факултетски дипломи досега се издавале без соодветни образовни критериуми, нешто кое јавноста со години го знае и посочува како една од најголемите аномалии во системот, особено на некои приватни универзитети. Што за формирањето на Агенцијата за квалитет во образованието мислат оние на кои напредното образование им е професионален императив? Тоа е потребен момент во нашиот високообразовен систем кој што во следните 3 до 4 месеци треба целосно да се екипира и да се формира, каде што целокупниот концепт и контрола на квалитет всушност треба да произлегува таму. Иако формирањето веќе не е спорно, клучно е прашањето дали и за колков период работата на агенцијата би ги дала првите резултати. И зависи она кој што ќе го формира агенцијата, документите своји, правилникот за работа, изборот на луѓе внатре, начинот на кој што ќе сака да ги воспоставува новите стандарди, реакредитацијата на студиски програми, бидејќи внатре ќе се измешаат многу прашања. Од друга страна, оние што вистински сакаат да научат, немаат ништо против подигање на критериумите во образованието. Да, сметам дека треба да има повисоки критериуми во високото образование. Па треба да има, зашто да нема се што е повисоко, е поубаво и поголемо. Јас мислам дека за високото образование, тоа за универзитетот Гоце Делчев не треба да има повисок критериум на оценување, затоа што мислам ова е доволниот критериум што може да го дадат професорите. Незаслужените и многу брзо стекнати факултетски дипломи досега им наштетија на сите. И на оние што ги имаат, и на оние што ги издаваа, но најмногу на општеството. Една од причините што со години стоиме во место се и тие. Многу дипломи се во рацете на оние кои едноставно не можат да понудат ништо.